Драги мои, добар ден. Време е за петочното издание на Црвена линија, последно за оваа работна недела. Иако и ве слушнавме од мојата колешка Ирина дека ќе имаме сончев викенд и можеби повеќе сончеви денови во наредната недела, она што е сигурно дека зимата ни доаѓа. А зимската трпеза подразбира и зимница. Сега прашањето е колку сме финансиски подготвени да ја задржиме традицијата и се разбира да го наполниме шпајзот со се оно што посакуваме да биде наша зимница. Па еве Црвена линија веќе ве подготвува, знаете и самите, оние кои можеби прв пат не следат, задолжително завртете го нашиот телефонски број 023076677, а причината е бидејќи ќе зборуваме за тоа дека во оваа нова зима и оваа сезона на зимници, зимницата како да стана луксус. Домашниот ајвар со цена како кавијар. Ке јадеме ли ајвар оваа зима или ќе се префрлиме на месо? Зилката на пазар 50 денари. Изгледа дека ќе ни скисне расолот ни ставен. Сега, оно што сакам да го направите, се разбира, ќе ги потикнам сите оние гледачи кои што традиционално години наназад си подготвуваат зимница. Знаеме дека Македонија можеби и во светот е препознатлива по тоа каква вкусна зимница подготвуваме. Ама кога ќе не затечат, се разбира, цени какви што ги имаме оваа сезона, каде што до некаде, можам слободно да кажам, во маркетите црвената пиперка достигнува цена и над 70 денари, а знаеме дека зимница не се прави од една тегла и количините се поголеми, тогаш секако ќе кажам дека сме пред еден нов предизвик. А на крајот на денот, знаете како семејства, дечиња, па и возрастните, сите ние сакаме на трпезата да си имаме зимница. Сега, што ме е таква работата, еве ве поттикнувам и ве предизвикувам да ми ги откриете пред се цените, не само ја ги знам за Скопје, но и цените на пазарите низ градовите во Македонија и особено дали воопшто ќе правите зимница оваа година и доколку ја направите, колкава количина и всушност дали воопшто ќе се обидете да бидете и штедливи и се разбира економични, а сепак да ги задоволите оние потреби кои што ги имаме сите, а тоа да се најде вкусен ајвар, се разбира карфиолот, само ќе кажеме дека има огромна висока цена, па едноставно и прашањето на денешната анкета на Инстаграм. Ако не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм Stories, гледаме вака, тука ни е темата објавена секако, а ваша задача е да одговорите со да и не на следнало едноставно прашање. Дали направивте ајвар? Еве ќе почнеме со ајварот, кој што мора да забележиме дека во маркетите дури гледаме цени кои што се навистина огромни, така да потрошувачот во Македонија некако е ставен пред предизвик дали можеби да купи една тегла или да си подготви зимница како што сме правеле векови наназад. Добар ден. Да, добар ден. Црвена линија, дали еве подготвивте зимница? Јас тоа веднаш да прашам. Не, немам подготвено. Тоа не го правите воопшто или оваа година? Не го правам. Ова прво и основно не дозволува да се направи затоа што прво преголеми се, превисоки се цените и на пиперките, и на патлиџаните, и на сите оние зеленчуци кои треба да ги ставите во зимница. Прво и основно, вие не знам колку сте пратиле ли, јас го пратам се до тоа, веќе молат земјоделците по таа цена што е нудат по 50 денари да му се купи, ама никој не може да му ја купи, затоа што веќе во Скопје и во Македонија ајварот, лутеницата и другите стана луксус. Не можеш, затоа што тука се цената на пиперката, струјата, дрвата, маслото за јадење, тука не може никој граѓанин тие луксузи да се ги прави. Подобро од продавница од маркетите ќе купиш на една-две тегли, колку да имаш, што викаме ние деца и на внуци имаме да ги на некој начин дадеме. Иначе, тешко е сега со оваа цена на пиперките, на доматите да се направи било лутеница, било ајвар. Али искам да ви кажам, земјоделците ќе настрадат годинава многу, нема да му се продади ни пиперка, ни зелка, ни патлиџан, ни ништо. Ви благодарам многу.
И јас ве благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Секако ќе ве потсетам задолжително за следете ни на социјалните мрежи. Facebook Црвена линија, објавуваме тема секојдневно и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Тука и Twitter, секако и на Instagram, повторувам, прашуваме дали направивте ајвар. Кликнете на нашата стори и одговорете со да и не. Резултатите денес веднаш по рекламите. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој е добро. Да ве поздравам пред се, бидејќи сте дел од Црвена линија, и да ве прашам дали направивте ајвар или зимница воопшто. Јас не правам зимници, али моите сопругата и мајка ми во секој случај прават. Значи направивме и ајвар и ставаме и зимници. Значи ние сме од западниот дел од Македонија, така да тука цените се поевтини. Па и ве може ли да ни откриете како движат цените за црвениот пипер? Да, сега ќе ви откријам. Значи, пиперките се движеа од 30 и 35 денари. Значи, истата цена беше и лани. Лани дури беа и поскапи малце, до 40 денари, али во Скопје тие сигурно достигнуваат 50-60 денари. Затоа што на асфалтот и на бетонот не може да растат пиперки. Така да не е некое драстично покачување на цената. Пиперот е исто така може да кажам и за зелката. А Во карфиолот? нашиот дел се движат зелката од 15 до 20 денари. Али во Скопје трговците тоа го користат, тие заработуваат 3 пати повеќе од земјоделците. Значи тука треба да се стави некој ред на пазарите. Не може тој што ја произведува зелката да ја продава 15-20 денари кило, а тој во Скопје продава 50-60 денари. Значи тука најмногу керат трговците. Која е цената на карфиолот еве во Западна Македонија? Па точно за карфиолот не можам да ви кажам, али исто и сигурно се движи 20-30 денари. Благодарам многу, особено ни е драго еве што се вклучивте. Голем поздрав до сите што не следат од Западна Македонија и најверојатно таму е сосема поинаква приказната, барем од она што го слушнавме од гледачот. Затоа ве бараме вас, вие сте оние кои што сте директно засегнати, а доколку имате традиции да подготвувате зимница, а сега и сезона се уште се прави највкусниот ајвар, а тоа е македонскиот, се разбира сега сте и пред, верувам, поинаков предизвик, а тоа е финансиски. Да се издржи, да се овозможи да и оваа зима имаме зимница и секако ајвар. Добар ден за новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Секој добро и вам. Па прашањето и до вас, направивте ли ајвар или? Прво да те поздравам и пеvaњата навираат на детството кога беше во детските емисии. Драго ми е што продолжи да работиш оваа работа. Што се однесе од ајварот, Благодарам многу. не сме го направиле и немаме намера и не го правиме, затоа што живееме ја и супругата. Кога она има, ја ајвар не јадам и кога она има желба, знае как се продава, си купува и тоа доста поквалитетен и не е битна цената, значи ајварот што и нези е вкусен, што вика најблизок е до ајварот што го правила мајка и во времето и задоволна е со тоа. Јаде 2-3 тегли во текот на годината и толку е муабетот. Што се однесува до зелката, договорена цена имаме со човек кој што земаме со години 20 денари килограм. И ќе те замолам, ти си доволно паметна и културна дама, немој да влијаете негативно кон луѓето и цените кои што на вистина не се реални, што вие ги кажувате. Не може да биде споредбено пазарот и маркетот. На пазар, јас во неделата бев и ќе ви кажам дека карфиолот беше 80 денари килограм, а слушам муабети 120-150, нема без. Значи, маркетот е маркет. Благодарам многу пред се што се вклучивте во Црвена линија и тоа е точно, да, маркетите си имаат своја цена, пазарите своја цена. Интересно е дека и од претходниот гледач слушаме дека на пазарите во Западна Македонија дури и нема некоја драстичен пораст на цената на пиперката. Дури може би и минатата година биле поскапи. Како и да е, затоа ве вклучуваме вас во Црвена линија и бараме да го завртите телефонскиот број 0230766777 за да слушаме директно од терен, така ќе кажам, какви се вашите искуства. Добар ден. Добар ден.
Како сте прво да прашаме? Јас сум Баба Роска од село Ормоси. Баба Руска, здраво, како сте ми, Баба Руска? Па добре сум, си чистам ораши, се спремам за зима. Да прашаме, дали подготвивте зимница, направивте ли ајвар? Скоро све ми е готово, само уште ајваро. Какви се цените на пиперките? Супер, лани беа поскапи, 40 динара, сега јас сум земала за 35, па штета сум направила пиперки, у замрđevač сум сајала, пиперки у текли сум сајала, краставички, мусак, руска салата, сокови, мармелади, све сум направила. Одлично. Најмногу каков мармалад направивте, евентуално? Видите, ако си домаќинка, све можеш да сасаш. Ки си го пројдеш пазарот, цел кај се е најефтино, ќе си земеш. Ја кога ќе зимам за 6 работи и после ми дојде напето, ама помогне малку некој од фамилија, па направам, па нешто и сама. Така, се борам уште со животот, ама јас сам високи години... Нема откажување. Моли? Нема откажување. И сега го Баба Руска... Нема откажување додека гледам. Домашно си е домашно, а друго е купеното. Така е. Јас кој ќе ставам подум 10 тегли, нема... Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Тоа ни е редовна гледачка Баба Руска и веќе подсетам дека па можеби тоа е и најкарактеристично за Скопјани и луѓето кои што можеби немаат воопшто време, пред се немаат време да прават зимница, но затоа тука се оние кои што подготвуваат, па така голем дел од граѓаните се снаоѓаат што си купуваат и домашно подготвен ајвар, кој што мора да признаеме има висока цена. Ајде да видиме какви искуства ќе ни открие следниот гледач. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, вие сте на линија и тоа на Црвена линија. Подготвите ли ајвар и зимница годинава? Па вака, се ви кажам, до пред 4 години правевне, да речам, по 100 кила пипер печевне и правевне ајвар. Меѓутоа оваа година нема ни од маркет да купиме, затоа што цените се баснословни, личните доходи, значи мали, значи така да не оди во паралела доходот и цените во нашите маркети, каде што заработуваат маркетите, а производителот ништо. Оно што има мотиката не добива ништо. Пиперот му го откупуваат по 20, 15, 20 денара, а на пазарот е 50, 60 денара. Ја ми се чини, постои некој си недоразбирање или некој го злоупотребува трудот и маката на земјоделецот. Ако сакаме, значи да бидеме прави земјоделци, да бидеме прави гурмани и ние да можеме да купиме, па да направиме. А во оваа ситуација, да речеме со пензии до 15.000, со плати до 22.000, дали да плати сметки, дали да купи храна, дали школарини и така натака, значи стварно сме ставени меѓу чеканот и наковалната. Многу е тешко, многу е болно ова што го дискутирам, али вистината е таа. Стварно, многу малку луѓе ќе направат некој, но тие се многу малку што можат да си го дозволат тоа. Но претежно повеќето граѓани, затоа што имаме дека над 80.000 кои што примаат минимален. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето, се разбира, не сакаме да изгледа дека ве исклучуваме, но и ќе се заблагодараме еве што се вклучивте во оваа денешна дискусија на Црвена линија, а ето онака 5 точки сме расположени да проговориме за зимница. Таа е можеби најубавата зимска вкусна приказна на трпезата на сите нас, но овој пат и предизвик, како што слушавме и од гледачот, се разбира финансиски да се издржи и да се обезбеди доволно зимница за своите најблиски, па и секако за сите оние кои што сакаат да уживаат во неа. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, Црвена линија. Дали су во Црвена линија? Да, повелете. Дали су во Црвена линија? Да, повелете. Сега вака. Зимница стана луксус. Не е луксус. Упред луксус ќе биде. Дали знаат, вие од Скопје што се 700 жители, ништо не работат и скапо му било
зимницата. Дали знаат они земјоделската работа колку е тешка? Од сабале до вечер се работи. И земјоделецот не е платен. Значи, ова влада го уништи земјоделието. Скроз го уништи, уместо да се инвестира најповеќе во земјоделието, и за Скопје 2014, што ти знам, и сега други работи, после клинички центри ќе правеле. Тешко е земјоделието. Најтешка работа е земјоделската работа. Еднословно реđe до харано земјоделието и земјоделците никако фајда немат на работна екзистенција се. То прво ќе поскапува земјоделските производи. Сега исто така ја откаваме се јавам, имаме ни проблем со откупот на гројдето. Сето лозарство го уништи онај олигарство Цвето Јанев. И ова влада тие човек тебе 2 децени владее со агрокомбинатот Тикаш. Че неаме за напред и гројди и вино. Че едноставно реđe ова влада па и претходната. Благодарам многу преце што се вклучивте во Црвена линија и ве слушаме најразлични видувања, искуства кога зборуваме за зимница. Некои од гледачите кои што се јавија и ве истакнаа дека всушност се уште може на пазарот да се најде ефтин пипер, колку што паметам, тоа беше и гледач од регионот Западна Македонија, каде што се спомна цена на црвениот пипер од 35 денари. Но во Скопје веќе потенцираме, приказната е поинаква, имаме црвен пипер на пазарот до 50 денари, а во маркетите дури и над 70 денари. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Секој е добро и вам. И еве да прашаме дали направивте зимница јајвар. Контактна емисија. Револтирана сум што во секакви емисии, било какви, контактни се јавуваат по глас, ги познавам истите луѓе. Нема везе. Сакам да кажам дека ако во маркетите купуваме, нормално дека ќе биде поскап. Ако во пилјарите купуваме, нормално дека ќе биде поскап. Меѓутоа, на пазарот оваа година се наоѓаше пипер од 30 до 50 денари. Тој што знаеше да си купи и да си одбере нормално, можеше да си земе и по 30 денари да си направи тоа што треба. Нормално дека нема да биде повеќе како што било прошлата и предпрошлата година. Меѓутоа, може да се направи. Нормално е дека земјоделецот не е платен толку колку што треба да плате. Нормално, тоа е нормално. Јасно е дека не се платени толку колку што треба. Ние во Скопје знаеме само асфалт и не знаеме нити како се сади пиперка, нити знаеме како се сади патлича. Дали направивте ајвар или тоа да ни одговорите? Тоа не е анкетно прашање. Да, направив ајвар. Одлично. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Ете, слушате се повеќе и повеќе нови искуства, нови видувања. Се разбира колку ви има во поголем број. Може би голем дел од гледачите денес ќе се сложат дека оние кои што се посна одлеви, може би ќе најдат поодлична цена со која што ќе може убаво да си го изменаџираат до башниот буџет и се разбира домот и трпезата да не ги остават и оваа година без зимница. Но некои од гледачите сметаат дека зимница е луксус за оваа нова сезона. Ајде да видиме што ќе ни каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија, направивте ли ајвар? ајвар? Неколку коментари и од Росоман. Голем поздрав таму за сите што не гледат. Земјоделец во пензија, со многу јака пензија од 10.600 и мора и да се баве со земјоделие. Више 20 години се бавам со тие такви земјоделски работи со тези. Абе луѓе, лани во Кавадарци беше 800 денара тезгата. Сега тезгата во Кавадарци е 2500. 500 денара ујапа, 500 денара паркинг. Каква ефтина земјоделско производство сакаат овие луѓе да јадат? Друго, да ги прашам овие потрошачи, дали се информирани и дали гледат уопште по медиумите колку пари е нафтата? Дали влегле во земјоделските аптеки последните 20, 50 или месец дена, да видат колку пари е на ретроматеријали? Луѓе, ќе останеме без храна, разберите. Ако
у најхитно, знаеш што е хитно? Нафтата да се укинат сите давачки на нафтата, на ѓубрито. Ако сакат да излажат некој земјоделец од постарите, младите више краје со младите, тие нема шанса да произведуваат. Ќе се вратиме на 50-те години кога секој за него сам си садеше. Кој ќе саде, ќе јаде. Големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ќе подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди и ги охрабрувам оние кои што можеби чувствуваат дека не им беше доволно времето да се обидат уште еднаш на 023076677 и во текот на ова издание на Црвена линија да се доискажат доколку имаат потреба за тоа. Јас се веќе подсетам секако дека можете да кликнете на telma.com.mk. Ке се информирате, се разбира брзо и целосно, но секако има и вест која што е објавена на 8 месецов, каде што се одржа агросајм во Струмица, односно овој сајм всушност представуваше можност за нова соработка меѓу производителите, откупувачите и потрошувачите. Побарете ова вест, подсетувам telma.com.mk. Сега е време за нов гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушам. Прво прашање, направивте ли ајвар и зимница? Се слушаме? Да, направивте ли ајвар и зимница? Направив ајвар и зимница. Преиска ме прекинавте. Меѓутоа, сакав да кажам дека никој не води сметка за земјоделецот. Продолжете. Ние на асфалтот се знаеме. Меѓутоа, земјоделецот најмногу знае. Така да, откупеното од фабрика не е исто како и дома. Нормално. Благодарам на одземеното време. Пријатно. Благодарам. Воопшто не ни одземате време. Туку имаме и гледачи кои што се куси и јасни. Гледачката искористи малку време од тоа што исследува. Тоа се 90 секунди и велиме големо благодарам што се вклучи во Црвена линија и секако топло препорачуваме да останете до крај со ова издание и ги охрабруваме сите оние кои што и се земјоделци, кои што произведуваат, се разбира, да се вклучат во оваа денешна дискусија. Не само потрошувачите, туку и оние кои што се исклучително важни за да имаме доволно и пипер и зеленчук неопходен за зимница и туршија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добра, Црвена линија. На земјоделцот веќе не му се исплаќа ништо да работи. Еве кај нас во Тиквишијата многу лозиња се напуштени од лозарите, значи ништо не оде, ништо не се купува, ништо не се троши. Нема кој да му откупе ни чушка, ни патиџан, ни кромит, ни лук. Значи џабе работат, само се акат по нивите, има многу ниви што се така напуштени, има многу лозиња па и што не се обрани, од што нема кој да му го откупе. Не е воа како што беше отворено, има пунктеви, има откупци, го откупуваат од нивата, идат сега, нема кај да го однесе, ако го однесе некој па не му и дават парите, како у винарската визба у Неготино, што имат уште од 2015 па и од пред тоа, уште имат пари за зимање и шо ќе работи земјоделецот, за кого да работи и кога зејтин се е скапо, се поскапие, лево 100% го поскапие за вие неколку години. Зејтинот го поскапие над 150%. Со шо да се прави зимница, еве чушки да купиме. А друго што треба да купиме зејтин и некои други работи, па струја или дрва треба да купиме за да се направи тоа така не се прави на ваздух. Значи се е скапо кај нас. Не знам до кај ќе оде влада вака со оваа скапотија што не мисле за обичниот народ, за народот што произведува, туку само мислат како да се изнапнат, додека се на власт и само за неи си дават пари, си помагат за нивните фирми, на кумот фирмата, на зае фирмата, на вие фирмата, само за неи си пуштат пари. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Ако имаме гледач, веднаш ќе преминам на гледач и ќе ве подсетам дека можете да продолжите и да коментирате, шернувате и лајкнувате на Facebook Црвена линија, секако на Twitter, а на Instagram задолжително заследете не и дадете ни го едноставниот одговор на прашањето дали направивте ајвар.
Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Здраво. Здраво, секој е добро? Не. Значи, не. Не да не ве поздравувам, значи. Молам? Да не ве поздравувам. Не да ме поздравувате, него прашањето ми беше да или не, Ајвар дали сме направили. Така, добро. Јас дека реков секој е добро, па реков не. Не, млада дамо, не. Значи, види вака, изненаден сум што толку дошол нож под грклјан, за да може да толку скапо биде ова со Ајваров прајање. Толку е скап, да речеме, ајсретино знам дека е околу 150-140 денари тука некаде. Тоа е веќе огин скапо, ама и пиперот отишол во него изгледа. Не сум гледал по пазари, ама вајда. Па и на Скопје пазарите може да се најде, рекоа гледачите, од 35 до 50 денари, во маркетите логично многу повеќе, некој велат 30-35 денари, но не е само тоа, велат дека на воздух не се прави, па треба и може би струја, па дрва. Треба да запалиш чумбето, да го разгориш и си работи, али, значи, ова вака, не знам дека ќе да и напомна на таа господјата што кажа дека Ајварот што се купува во проданица не е добар како што е домашниот. Нема врска, ова сега фабрики ве произведуваат, значи работуваат жени од дома. Дали некојаш и откупуваат домашен ајвар што се произведува и го продаваат тие фирми за препродажба на домашен ајвар, ама прав домашен. Така да не е вистина тоа дека не го бива добар е, одличен, значи ја редовно купувам готов ајвар. Тој од 150 таму 200 денари што кошта. Нема време више, поздрав пријатно. Да, ама секако се уште има време за црвена линија, останете да не гледате и нормално јас сега ќе прочитам и еден коментар кој што е објавен на црвена линија. Тоа е на Facebook, еве вака изгледаме, гледате ги имаме сите оние тегли преполни со зимница, а првиот коментар во моментот ни од Винг Бачун кој што вели и без зимница се може. За се и се што земаат кредити не би ме чудело и за зимница правење. Па еве дали може би зеле кредит за да направите зимница. Еве вака како инспирација од овој коментар можеме да додадеме уште едно прашање, но факт е дека Македонија и сите ние нормално зимата ретко кој може да се ја замисли без вкусната зимница. Особено кога ќе дојдат на времето на длабока зима и тогаш некако многу посладко ти е да се каснеш и туршија и ајвар. Па еве да видиме оние кои што имаат искуство во правење како го направија тоа оваа година. Добар ден. Добар ден. Секој е добра црвена линија. Значи не да имам искуство 50 години, не сум од многу мала, не сум толку овако стара, меѓутоа многу мала правевме дома по 200 кила пиперки и се знаеше у двор, пошто јас сум цел живот по куќа живеам, од секој пат, и така да се знаело како се правило и што се правило нормално. Меѓутоа сега стварно е катастрофа од скапо, не знам што да е сега, доаѓам баш од пазар Тафталич. Ајде да слушаме цените моментални од сега. Што да ти кажам, цените глава ќе сите знаат, глава ќе те заболи, цените се катастрофа. Меѓутоа јас пак земав да речам пиперки, црвени ги испеков и така правам. По која цена ги земавте? Практикувам не сега, веќе има поминато, не знам, по околу 40 денари негде. Така, 40. Значи неколку пати, на неколку пати зимам, ги печам и ги ставам во длабоко и после јас ајварот ќе го правам зимотка. Ќе извадам према потреба, една кеса ќе ја направам и тазе го јадеме, па после пак и така. Уназад сега така некоја практика почев да си правам со длабоково, значи испечени си седат, кога сакаш ќе ги извади зимотка, ќе се стопише. А туршија? Карфиол? Туршија, да ви кажам, едино зелка, многу се ставам зелка, а другава туршија послабо се јаде нешто красавички така, овакво, иначе другава туршија послабо се јаде, не се јаде толку кај мене, меѓутоа красавички кисели, зелка пред. Внимавајте на тајмерот. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Те добивме информација од пазарот од Тафталиџа. Токму сега пред малку била и нашата гледачка, па еве можевте да слушнете со која цена си обезбедила пипер.
Секој секако се снаоѓа и мора да признаеме дека е предизвик, не е само зеленчук од кој што е неопходен, туку и зетин од кој што достигна оваа сезона. Има и месеци наназад веќе цена од над 150 денари. А за ајвар не верувам дека треба само 1 литар зетин. Добар ден, црвена линија. Се надевам дека се слушаме, црвена линија. Ние ајвар направивме. Ме слушате? Јас дали направив? Мене ме прашувате. Не, јас ви кажувам за нас. Ние ајвар направивме и правиме секоја зимница, и пиперка, туршија, и зелка. И вие направивте? Јас не направив. Да направите, зашто не се баш толку скапи пиперките, колку што се кладилниците полни со играње на коцка. Значи, Добре, ве може ли да ни откриете по која цена набавивте пипер и она што ви беше неопходно за зимница? Пиперките ги набавивте по 40 динари. Така? Ги набавивте по 40 динари, имаше и поскапи и поевтини. Средна класа на пиперки бе околу 40 динари. Дали сметате дека и оваа година, ако се уме и се знае како, може да се направи зимница, барем да не остане трапезата без? Може да се направи. Времето си и секако, ние и ова година. Благодарам многу, ќе потсетам да внимавате на тајмерот, а особено да внимавате кога ќе се вклучите во црвена линија. Цела емисија не го реков тоа е добро. Да го намалите тонот на ТВ приемникот. Значи, тоа е едно од важните правила, бидејќи многу подобро ќе се слушнеме ако зборуваме преку слушалка. Да видиме дали имаме веднаш нов гледач, да не ви одземам од времето. Црвена линија е сепак за вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро, драго ни е дека сте во црвена линија. Поздрав од Прилеп, да. Ајде да ни откриете како во Прилеп Прилепчани се подготвија. Прилепчани веќе привршуваат со зимницата. Одлично. Да, ајварите веќе се направени, нешто станува дел од туршијата. Некои пиперки или зелка, кои веќе мора да се стават за зимски веслави. Некои имаат и ставено, пошто прва зимска слава ни е петковден секако, и веќе се при крај со зимнициве. А ајвар дека нема да направиме, ќе направиме. Ако лани сме зеле 50 килограми пиперки, годинава ќе земиме помалце, ама адетот ќе го направиме и мора да има, а без зимница не можеме. Луксус, јас мислам дека се шетање по кафичи, седање, едно кафе пиење и едноставно фалење дека кафе излегов да пијам в чаршија, а за зимница дека нема, то чисто се сомневам и не се заверување, пошто оној период, како што напоменавте преска вие, дека во длабоката зима и домати и крставици се многу скапи, па и 150 и до 200 денари достигнувале. Ако ќе имаме во подрумите и во визбите, можеме комодно да се земиме и да си се нагостиме и да си ја поминеме зимата без проблем. А што е со скапијата, да, скапо е, али мислам дека секој домаќинство ќе направи ајвар. Благодарам многу што се вклучивте. Голем поздрав до Прилепчани кои што не следат. Црвена линија е во тек. Зборуваме за тоа дали може би во ова нова зима 2022-2023 сезона зимницата стана луксус. Но еве имаме и гледачка која што пред малку зборуваше дека кога се сака се може би не се купува во оние количини како некогаш, но секако мора да се има зимница. Некој од гледачите рекоа дека навистина има луксус. Па еве да видиме какви се искуства и еве може да ни откриете, се разбира
не следат многу гледачи и трикови како да се обезбедиме зимница која што можеби нема да ја почувствуваме по џебот премногу. Добар ден. Добар ден. Секој е добро од Црвена линија. Фала ви. Се јавам од Битола. Голем поздрав до битолчани. Фала, поздрав и до вас. И до емисијата, прекрасна емисија. Благодарам. Ало, во емисија сум? Да, благодарам ви, реков. Да. Метафорично прашање имаше едно, дали подигнавме кредит за зимници и така натаму, па ми асоцира на нешто и сакам да повоте за ова што ќе го кажам. Значи, сите оние што се со редовни примања, било какви примања да се, пензионери или редовно работени, не е проблем за зимница. Значи, зимница ќе направат и вака и така. Ово кажувам, да речем, кој поќе, кој помал, цајвар има за сите. Не е проблем. Меѓутоа, јас имам 67 години и сум во класата на отпишаните, заборавените, ги има многу како мене, и ние направив мајвар, значи немам право на пензија и секојаш на телевизија има некои емисии, мала е пензијата, мала е платата, ти имат било какви примања и никогаш не е поставено прашање, да речам, што оние што немаат никакво право на примање. Дали работеле, не работеле, од X причини во животот не дошле до некој пензиски стаж и немаат примање. Јас би ја замолил, значи догледно време, доколку сте во можност, да направите на емисија за нас заборавените, отпишаните. Ова е веќе забележано, а секако и јавно го кажавте предлогот, ќе го имаме во предвид и секако ќе се потрудиме што поскоро да одговориме на овој предизвик. Значи, темата да биде врзана токму за онаа категорија, како што рече гледачот, на заборавени кои што немаат право на никакви примања, а спаѓаат во возрастна група. Одиме по натаму, ќе ве посетам, не заборавајте на Инстаграм, се уште во текни анкетата, таму ве прашуваме дали направивте ајвар, едноставно одговарате со да и не, сакаме да слушнеме во проценти колку е направен ајвар, колку од вас направи ајвар годинава. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Секој добро и вам. Сакам да ви кажам дека традицијата која сме ја негувале од родителите, па и ја сега више остарев до 75 години и не правам више ајвар. Значи, со прашањето не. Ќе си купам, зашто сега има многу убав се прави. Понапред беше така варен, жив, некој пинџур малку сварен, не се јадеше. Сега, значи, оригинал е као домашниот. Аз, ако сакам, значи, ќе си направам за моја душа, али не морам више. Дали тоа значи дека купувате ајвар? Кога ви се јаде, ќе си купите ајвар? Ќе си купам 1-2 кила и ќе ми правиме меракот. Не верувате? Така. Али другите работи ги правиме. Модри патлиџани, она има рецепта да си киселки така да си стаиш у тегли. Има руска салата, печик, мечи, тоа го правиме, значи свака. А зелка? Зелка исто си ставаме, ако сакам, мислам. Домашна, бардовска, процеда. Одлично, тоа значи ке има сарма секакво вази. Има, за тоа обавезно сарма. Значи, тоа е традиција македонска. И да ве поздравам, кој сака ќе си направи, ако му се јаде, ако не, не. Благодарам многу, драго ми е што сакавте и се вклучивте во Црвена линија, останете да не гледате и се разбирајте. Зборуваме за нешто што веќе подсетам не може да се замисли македонската трпеза. Ако ја споменемо на новогодишна трпеза, па без сарма, без туршија, па може малку јајварче, секако тука си славите. Значи, зимницата сепак е наша приказна. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Не, вака, значи, ние не направивме ајвар, ќе направиме сега викендот, здраве Боже. Како изменаџиравте финансиски, еве? Па, да ви кажем искрено, и 100 денари да е пиперот, јас ќе го купам, зашто имам почит према земјоделците. Така.
И затоа не разбирам од емисија колку треба да биде пиперот, 20 денари за да работат или колку треба да биде. Благодарам. Благодарам многу. Ние не одлучуваме колкава ќе биде цената, но факт е дека граѓаните по тоа што гледаме, некои одлично се снаоѓаат, вела дека традицијата мора да се запази, како што рече и гледачот, да се цени работата и трудот на земјоделецот, но некои гледачи се разбира, велат дека сакаат да направат зидница, но со покачувањето на цената, еве ќе потсетиме, маслото има неверојатна цена од над 150 денари, а верувам тоа не е лесно ако приходите не се задоволителни и нормално. Тука имаше и гледачи кои што спомнаа пензии од 10.600 денари, примања од 20.000 денари, дури имавме и гледач кој што се јави од Битола, кој што воопшто нема примања. Затоа ја дискутираме оваа тема и сметаме дека зимницата за некој можеби оваа година ќе представува вистински предизвик. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Секој добро и вам. Исто и вас, господјо. Рековте дека ќе понадиме за Ајбар. Така? Да, повелете уште еднаш, повторете, ве молам. Викам, кажуете анкетата дали... Направивте Ајбар. Четири члено семејство. Се слушаме? Да, продолжете, ве слушам. Со 4000 денари социјална помош. Дали ќе купиме зејтин, дали ќе купиме пиперки, или ќе правиме ајвар? Се слушаме? Да, продолжете, не ви го одземам времето. Така, бидејќи мораме да крпиме крај со крај 4000 денари. Ни за ова, ни за она, ни за ништо. Значи, дојде ова работа од нашава влада, денешна, никој никаде. Све намалено. Цените нагоре, ќе дојде време народот да се бесат, или пак лебо што е по контејнерите, што го фрлаат, ќе го собираме да јадеме. Тоа е. Значи, нема од нашава Македонија. Вика, Македонче, каде се спремаш? Ја викам, се спремат да збират ѓубре и гомна да јаде, ништо. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Драги мои, време малку да одмориме со реклами, а потоа ќе ви ги соопштам и резултатите од денешната Инстаграм анкета. По рекламите да ги соопштиме и резултатите од денешната анкета на Инстаграм. Прашавме дали направивте ајвар. И еве, ќе погледнете сами, резултатот е нерешен. 50% одговорија со да и 50% одговорија со не. Но 100% сакаме да јадеме вкусен и добар ајвар, што значи слушнавме од гледачите дека оние кои што ја ценат традицијата и се разбира сакаат да имаат зимница, ќе го сторат тоа и во оваа зима. А јас ве оставам на програмата на Телма телевизија, имајте ми убав викенд, а јас и вие повторно заедно од понеделник во истото време. Довидување.